со Јулија. Најдраги мои, еве вие ја видовте најавната шпица и веќе знаете дека е време за нашето заедничко будење. Па знам дека се разбудивте денеска на вистина после, како велат, после дождот огрева сонце, имаме еден прекрасен, убав сончев ден, драги мои. И верувам дека и таква ви е енергијата, затоа што еве како што гледате, мојата енергија е добра, затоа што се радувам, затоа што и денеска имаме прекрасни гости и денеска имаме една прекрасна убава енергија, која што верувам дека и вас ќе ве зарази. Ако не сте заразени од некој вирус, тогаш заразите се од вирусот на среќа, на радост, на убавина. И на вистина така ќе ни биде и полесен денот и можеме да се надеваме и да очекуваме убави нешта. Па, драги мои, јас морам на самиот почеток да ви кажам, да си се пофалам дека и денеска оваа елегантна црна хаљина, црн фустан е креација на мојот бренд ЖД Тамаш, кои што можете да ги најдете на Facebook, на Instagram и на Facebook страницата и да вистина да се снабдите со прекрасна женска гардероба заради тоа што имаат и тоа како убави елегантни модели кои што сега како што доаѓаат зимските празници, нова година, како што заладува, имат и прекрасни тоалети, како што се бунди, разни капути, јакни. Едноставно ќе се одушевите од нивниот избор. Ете така, драги мои, за денеска вашиот водител и мотиватор на вистина се подготви да имаме една многу мотивирачка емисија, заради тоа што ќе биде посветена на вистина нашиот духовен раст и развој, пред се на тоа што сме ние, што е нашата душа. Многу често се зборува за тоа, луѓето некако стана дури и помодарство сега да зборуваат и без да прочитаат ниту една книга, но сите мислат дека се знаат и дека едноставно, поготово на друштвените мрежи, на социјалните мрежи, сме потрупани со разни информации. Сите на секого се учители, сите се знаат, а всушност толку малку во животот искусиле или малку повеќе се задлабочиле. Заради тоа што навистина не е спорно дека сите ние едни на други сме си учители, но какви некогаш учиме од негативните учители, некогаш од позитивните, некогаш од самите себе. Животот е навистина чудесен, а може да се каже да баш за тоа што е чудесен и е прекрасен. И така да, драги мои, јас денеска за вас одбрав едни специјални мои гостинки и двете се прекрасни дами. Првата веќе ми стаса во студиото, но нема за сега да ви ја откривам, заради тоа што ќе ве оставам уште малку да размислувате, гледајте овдека имам нешто многу интересно, со срценце, со огледало, со многу интересна корица, што значи дека вреди да останете денеска до крајот на нашето заедничко будење, заради тоа што некои од вас ќе бидат среќници да си ја добијат оваа прекрасна книга, која што е авторско дело на нашата прва гостинка, но за сега ви велам нема да ви ја откријам заради тоа што ќе ви дозволам и вие како и ние да си земете нешто, да си се напиете, да си се затоплите, да си се намесите пред малите екрани и навистина во мир да го проследите и нашето денешно заедничко будење. Инаку, кога сме веќе на самиот почеток, морам да ви кажам дека кога доаѓав навака ми се јави директорот на ГОЦ-ФЕС Пеце Здравковски и ме замоли, бидејќи ние знаете дека нашата куќа е медиумски спонзор на ГОЦ-ФЕС, дека редовно го снимаме тој фестивал, ме замоли да ви кажам дека во тек е конкурсот за песни кои што ќе се исполнат на ГОЦ-ФЕС 2026 година. Па јас, бидејќи сега го немам во раце, иако ми го испратил тој на мејл, но препол ми е телефонот, па не можам да го отворам. Еве вака да знаете за сите заинтересирани автори кои што сакат да имат песна, да учествуваат на ГОЦ-ФЕС, дали со интерпретација, дали со авторство како композиција и текст. Значи до 30 ноември отворен е конкурсот за пристапување на конкурсот и можете, значи, сите вие кои што имате инспирација за родолюбива македонска песна да ги испратите вашите песни
Ке биде најдобро да отворите на страната на Гоце Фест и да се запознаете малку повеќе со сите тие пропозиции. Значи, до 30 ноември испракајте убави македонски песни, а 2026 го чекаме како и секогаш Гоце Фест со нови и преубави песни кои што повеќето од нив се нависина веќе и обнародени и нема каде што не се пеат и не се свираат. Ете така, драги мои, сега ви предлагам да слушнеме малку музика како за почеток, а потоа се враќаме во студиото да ви ја представам мојата прва гостинка. Дење со Јулија. Будење со Јулија. Па, драги мои, мислам дека тргнавме енергично со ова весела песна "Се до грош" и навистина се до грош сме дале многу пати во животот. Се оно што сме го имале за некој нешто, за разни наши идеали. А како велат, имаше една песна од Бајага или не знам од кого, за идеале гину будале. Но, драги мои, мислам дека навистина ако немаме некаков идеал во животот,
Немаме она што се вели сега во модерната психологија, нели, цел или сврха на животот. Само што терминологијата се менува. Со годините некако се менува терминологијата на нештата, а некои нешта можеби во суштина се исти, но јас сум за тоа да се менува и секогаш стојам на мислење дека навистина треба да се едуцираме малку повеќе за да ја разбереме терминологијата и да навлеземе во некои работи кои што само ако обрнеме внимание на терминологијата која што е терминологија на новото време, на новото будно време, можем да кажам, бидејќи ова ќе биде ова е време на масовно будење и покрај тоа што можеби на некој не им е верно, нели, не им се верува. Тогаш мора да ја разбира терминологијата, заради тоа што тоа големо будење наметнува своја терминологија и ако не сме доволно едуцирани во тој поглед, разбираме нешто сосема друго, верувајте. Јас се трудам низ нашите емисии што повеќе до сите вас да го доближам тој начин на видување на нештата и ми се чини дека ако барем помалку успевам, а она што не успевам, го оставам на вас, да ви ја разбудам желбата, да прочачкате малку, да се нурнете малце подлабоко. Јас само ви давам смерници, ви давам упатства, начини од каде можете да го црпите тоа што јас ви го кажувам или кога ме прашувате како Јулија можеш така или што е тоа што правиш ти. Еве нема ништо тајно, јас секогаш го кажувам она што е. Драги мои, јас денеска навистина имам чест за оваа емисија да ја започнам со една прекрасна гостинка, една прекрасна дама која што не доаѓа од Швајцарија, инаку таа е наша македонка, една млада дама која што напиша една прекрасна книга Тело без душа или разговор во бесконечноста, која што еве сега стои овдека на моето биро. Јас мислам дека ова нешто е што навистина сите ќе ве заинтересира. И едноставно едно четиво кое што многу може да ви помогне на тоа, на патот на оние прашања кои си ги поставувате, кои сме ние, што е нашата душа, многу се спомнува душата, но во кој контекст се спомнува, дали душата обстојува, дали можеме ние без душа, со душа, нели викат и некои луѓе немаат душа. Сведоци сме, нели, на многу разни изречици. Затоа треба да си имаме некоја книга во која што ќе си најдеме и одговори на некои прашања. Така, мојата гостинка ќе ја прашаме што е се по сите нејзини параметри, дали е писател, дали не, јас не сакам се да ви одгонетнам, но сакам еве конечно веќе да ви ја представам и да ја кажам добре дојде на Елена Цветковска. Елена, добре ми дојде. Добре те најдов. Многу ти благодарам за поканата. Навистина ми е чест и задоволство да бидам денеска овде. Чест и задоволство ми е да бидам твој соговорник. И исто така ти благодарам многу за времето. Како што велат луѓето, најскапиот подарок што на некому можеш да му го дадеш, тоа е времето, бидејќи никогаш нема да се врати. Да, во оваа димензија времето, а за онаа другата во која што ти зборуваш исто во книгата, таму време не постои. Таму не постои, точно. А овдека ние добро е кога можеме да си поклониме, нели, времето. Така, затоа би сакала да ти поклонам нешто што на самиот почеток, да не забравиме во текот на емисијата. Мало подараче од мене, мало внимание за тебе. Не си требала, но добре дојде. Ова се чоколадциња, мерси. Мерси, Елена. А овдека има и некое вино. Драги мои, гледате какви подароци си добивам. Доаѓа зима, така, со црвено винце да уживаш. Елена, благодарам од срце. Ти благодарам и тебе. Исто така, би сакала да ти ја подарам и мојата книга. Се надевам дека ќе ти се допадне, навистина интересно четиво, како што го представи ти, каде што зборуваме што е телото, што е душата, од каде доаѓаме ние, каде одиме после смртта и така натаму. Навистина ми е чест и задоволство да сум денес овде и се надевам дека ќе... Мене ми е чест и задоволство да го добивам овој подарок од тебе, иако јас ја имам книгата, си ја набавив и веќе морам да ти се пофалам дека и ја читам книгата. Уште малку ми остана, но знам многу убаво зашто пишуваш и заради тоа ќе можеме да имаме конструктивен разговор. И јас ти благодарам, но посебна чест е да се добие ваков подарок.
подарок, драги мои, еве како ми започна денот со подароци. Значи, знаеш како било тоа кога ќе подариш нешто, како било тоа фрли пред тебе да најдеш за тебе. Секогаш она, знаеш, кога го дарувам, уште пред да го замислам како подарок на сега, нели, еве ми кажа, ама ти си кај мене одамна во мојата замисла да бидеш гостинка. И самата го знаеш тоа. И едноставно, еве, некои работи енергијата си го прави своето. Така, се согласувам. Денеска беше време да се видиме и заедно да дискутираме околу тоа. Еленче, чека да те прашам и ова овдека, што се овие не ги отворив? Тоа се пенкалца. Така, пенкалца на каде што го пишува насловот на книгата Тело без душа, на промоцијата исто го имав. Така. Супер и ова нешто да си запишат од книгата, да си направат, нели, нека. Како што би се рекле нотици или да подвлечеш нешто што ќе ти остане можеби во трајната меморија, што се вели. Да. Супер, ние ќе проговориме за книгата, заради тоа што ова е тема која што јас и тоа како ја практикувам, ја обожавам, заради тоа што ако не ја живеам, немаше да преживеам. Со оглед на тоа што и ти знаеш што се сум поминала, и ако ја го немав тоа уверување, тоа убедување за телото и за душата, јас сигурно сега немаше вака да си разговараме на овие теми. И фала му на Бога што е така, и фала му на Бога што постојат луѓе што исто така сакат да го принесат тоа знаење. Так, инаку да кажам, Елена, ние се знаеме многу поодамна, бидејќи ти си девојка која што духовно навистина сакаш да се едуцираш. Јас исто така мојот духовен пат започна многу одамна, многу семинари, многу сертификати поминаа низ моите раце, но јас и ти се сретнавме на еден семинар во Словенија. Така беше? Прво во Скопје, кај Снежана Ристич. Првен во Скопје кај Снежана, така беше? А дали после бевме во Словенија? Во Словенија исто, а исто и во Хилтон. А и во Хилтон, така. Мислам дека беше во Хилтон, ако не се лажам, или Континентал. Два или три пати. Или Мериот беше, така. Одамна беше 2016, 2017, некаде, навистина многу време е поминато. Да. И ете, значи се знаеме од таму, и тоа е кога луѓето се едуцираат, кога идат на такви некои едукативни организирани, нели, настани, едноставно не води таа некоја друга енергија и се препознаваме. Така, се согласувам, апсолутно се согласувам, затоа што сметам дека тој период баш беше некако ударен, што се вели во Македонија, да се работи на ударен, јас прв пат ја донесо Снежана овде. Така. Значи, да, јас толку ја изрекламирав, што едноставно беа полни салите. Не сум знаела. Да, мора да си кажам еден мој голем успех, заради тоа што тогаш беше навистина табу тема да се зборува на тие теми. Точно. И јас тогаш многу овие духовни учители ги донесов во Македонија. На сите што бев на нивните семинари, јас се потрудив да ги донесам во Македонија, ми одземаше доста енергија тоа целата таа организација, во смисла ама луѓето ми веруваат затоа што знаат дека она што го зборуваме вистина, и секогаш кога ги правев објави на Facebook и масовно доаѓаа луѓе. Се согласувам, апсолутно се согласувам, и баш би споменала тоа во 2016 некаде, тоа баш беше период каде што почна она будење што се вели. И многу ми е драго што и самата емисија се вели будење со Јулија, иако е во 12 часот не значи дека утринска емисија туку за духовниот развој. Така. Не е утринско будење, него е будење на душата, едно духовно будење, и затоа 12 години значи обстојува мојата емисија и зборува за духовното будење, а духовното будење го подкрепува се она што јас мислам дека е позитивно, дека е афирмативно, дека ни ја храни душата. И затоа во мојата емисија се луѓе од тој аспект, да речеме, и луѓе кои што се занимаваат со некои професии, кои што се повеќе, да речеме, бара духовна креација. Јас го поддржувам тоа заради тоа што едноставно знам дека на луѓето тоа им е насушна потреба, затоа што им е доста од стравови, од тортури што ги прават медиумите, така да мислам дека тука се сложуваме. Тоа апсолутно се сложуваме, посебно го знаеме периодот што беше 2020, тој страв, апсолутно се сложувам со тоа. Што се однесува до медиумите, би рекла дека не користам телевизор, искрена да бидам, сите емисии и твои емисии ги гледам на интернет, бидејќи се некако отстранувам од тие негативни вести да ги слушам едноставно. И кога користам социјални мрежи, се трудам само да бидат тоа одредени луѓе што сакам да ги следам, што ќе слушнам нешто ново, или групи каде што ние сме дојдени, што се вели, за експанзија, да учиме постојано. Така да растеме, да експандираме, па точно. Тоа што не подкренува експанзијата.
растот, да го негуваме. Да го негуваме, точно. Ама тоа го прави свесниот човек. Има еден куп луѓе кои што не можат без телевизија, не можат без медиуми, не можат без вести, но ево оставаме вака да ги малце поттикнеме да се свртат кон себе си, затоа што има и други убави работи. Апсолутно се согласувам, затоа што мислам дека луѓето се плашат да погледнат кон себе си. Оти најтешко е на еден човек кога ќе остане сам со себе и со своите мисли, и ако не ти се допаѓаат мислите, тогаш тој простор станува опасен, што се вели. Така да можеби едно бегство, многу дистракции имаме покрај телефоните, телевизијата, луѓето едноставно бегаат од она да влезат кон себе си, да се погледнат себе си, да се слушнат, едноставно да ја слушнат својата душа и по она што дошле, искуствата, тој што го пишувам во самата книга. Така. Елена, ајде да кажеме за нашите гледачи да те запознаат уште малку, што се всушност по вокација? Дали си пишуваш редовно книги или имаш и друга професија? Така. Или ова колку ја што знам, ова е твое прво дело, но така, така. Искрена да бидам, во 2020, кога се пресели во Австрија, започнав една книга да пишувам тогаш, меѓутоа никогаш не стигнав да ја завршам книгата до крај. Не дојде време или така се поклопија коцките и не успеав да ја завршам книгата и си остана во компјутер некаде таму сокриена. Си се посветив на професијата. Јас по професија сум архитект. Студирав во Македонија, работев во Штип 6 години и се преселив во Австрија. Во Австрија исто работев како архитект и сега, фала Богу, отварам свое студио, па понатаму, како што се вели, како даде Господ, така ќе биде. Затоа што времето не сакам да го планирам пред време, затоа што нашето време и времето на Бога никогаш не е исто. Да ги форсираме работите и така натаму, затоа што верувам во, како што се вели, во неговото време, кога треба да биде, ќе се случи. Да, што велат, тој божествен тајминг. Така. Тој божествен тајминг, кога ќе се случи, така е за сите нешта. Така. Елена, ајде да откриеме уште нешто за гледачите, што е така сладко. Ние ова лето се сретнавме заедно во Грција, значи се сретнавме во Никити, Мармарас, и така да на мене многу ми беше драго кога се видовме и таму. И ти ми речи дека малку ќе останете таму со твојот сопруг, со твојот партнер, што ми беше многу драго, да кажем и од тој аспект, дека те запознав, пред тоа не знаев на вистина, но многу ми е драго што ве видов заедно и што си останавте малку таму, рече подолго ќе останеме, па во октомври се враќаме во Македонија и тогаш ќе ти гостувам. Ете како се случи, се некако да ги подредиме работите, зашто пред тоа не можевме. Точно. Но во Грчка го решивме тоа. Тоа е проблем. Точно се согласувам, баш видов кај Биле дека води некаква работилница, дека сте собрани нели на едукативен програм таму, таа ми кажа дека си со кундалини јога ти учител. И реков, Биле супер, Биле ми беше кај мене на промоција. И прв пат се запознав со Биле на мојата промоција на книгата во август кога беше, и таа ми рече, имаме ние веќе вежби на плажа, ако сте заинтересирани, слободно дојдете да се дружиме. И така да ете се поклопија коцките да се видиме и таму, инаку немаше да се случи тоа. Не планирано, убаво, спонтано беше. Па така, јас ги користам и моите одмори да бидат и активни, заради тоа што убаво е кога нешто е организирано, тој беше јога ретрит кој што беше многу корисен, нели, заради тоа што се случуваат, можеме и да вежбаме и духовно да си размениме разни и техники и знаења и размисли, нели? Заради тоа што сите се во тој некој, да кажам, модалитет и да го искористиме убавото сонце, убавото море, многу убаво ни се погоди. Така. Вие кога заминавте 2-3 дена беше ужасно ладно, меѓутоа потоа се врати во форма. Јас кога си дојдов овде, снег кај мене горе падна. Тоа што беше, мислам, може да замислиш, добив топлотен удар, онака од 30 степени на 0 степени дојдов. Тоа беше навистина таков шамар. Истото се случи во Грција, значи саботата беше околу 30 степени, неделата веќе беше 13. Ние не бевме ни спремни со таква толку екстремно дебела грдароба што се вели, меѓутоа 2-3 дена
беше ладно и потоа пак си се вратил на температура убава што е. Октомври навистина беше преубав месец во Грција покрај море. И сметам дека јас сум човек што сака вода, да живее покрај вода, природа, едноставно некако си ги полнам батериите што се вели покрај вода. Да. Ми рече дека и твојот партнер дека исто и тој заедно се подударате со ова на духовниот пат. Так. Дали и он се занимава со оваа работа или вака сега, значи ние кога се запознавме заедно и тргнавме во тој процес на учење, тој ми помогна многу со хипнозата, тој претходно го имаше работено тоа со хипноза и со луѓето кои што беа гости на мојата промоција, негов најдобар пријател и понатаму кога нели што продолживме да работиме. Така да некако заедно учевме, заедно го удевме тој пат и сега заедно и се решивме да работиме. Меѓутоа, јас ќе бидам во оној креативниот дел што се вели, тој е обучен за оној финансискиот дел, затоа што тој се бави со маркетинг, што се вели и има едукација што се вели од таа страна, од финансиски аспект. Тоа е прекрасно. Так. Исто така, во книгата ти пишуваш дека всушност овој процес кој што го опишуваш ти доаѓа значи во една сеанса на таа хипноза која што ја спомна и сега. Бидејќи луѓето имаат страв кога ќе се каже хипноза, малку нели имаат отпор кон тоа. Мислат дека ќе дојдат во некоја бесознаена состојба, дека со нив може да се прави што се сака, но тоа не е така. Тоа е еден процес кој што ти го опишуваш и во книгата и кој што сакаш да го споделиш всушност и со луѓето, а верувам јас ти ме покани, јас не бев во можност тогаш да дојдам на промоцијата. Дека сте имале искуствено такво некоја вежба една таква искуствена нели со хипноза по реакциите на она што може да го видам од материјалот што ми го прати сликовито, за да може да се видат нивните реакции. Така, па и од филмот исто може да се види, доста беше емотивна целата промоција. И да, како што споменав, значи тоа е со хипноза, спорување со надсвес и подсвес. Станува збор за луѓе кои доаѓаат од Австрија, Александар Маринген и Надја Ротенвенда. Тие имаат формирано свое училиште Inner Shift Solution се вели. И со нив заедно почнавме значи да ги чистиме оние најдлабоки трауми. Ова би рекла, значи, јас се согласувам со тоа и јас верувам во тоа, но не би сакала да го наметнам дека е исправен пат, па луѓето дека мора тоа да го користат. Мене ми помогна. Тоа би рекла, затоа што и претходно покрај сите тие работилници, едукации што сум ги имала, некако нешто не достигаш. Не можев да си објаснам на себе што ми недостига, нешто ми фали во оваа целосна слика. И кога започна Алекс и Надја со оваа работа и со сеансите, значи бидејќи се мои добри пријатели, работевме навистина интензивно на тоа. Откривме навистина многу длабоки трауми што никогаш јас не би можела некако да ги поврзам дека од таму може да доаѓаат. А често ние, како што велат нели психолозите, до 7-та година ние го складираме сето она во подсвесниот ум и потоа понатаму во животот нели одиме го носиме тоа со себе, со програми, свесни што носиме. Тоа е програма која што буквално сме како нели она како се вика сега, како GPS, што не води, а не сме свесни дека е тоа. Така, и значи со овие сеанси, значи мене ми помогна да се отворам првенствено кон себе и претходната работа, нели што духовниот и личниот развој, но едноставно ми помогна да донесам некакви одлуки во животот што претходно сигурно не би ги направил. Но откако се отстранија тие трауми и блокади, би рекла, јас почувствував таква сила, таква енергија, дека можам и да напишам книга, и да бидам архитект, и да можам своја фирма да имам, што претходно некако ми беше сето тоа страв да го направам. И само едноставно си реков, што можам да изгубам? Можам само да се вратам на ова ниво што сум сега. Така да, тоа е една реченица што ме водеше во тој процес, би рекла, затоа што не знам што ќе се случи после 3 месеци, но што ако не пробам? Зошто не би пробала? И со овие сеанси исто би напоменала дека кога ги правевме сеансите, заедно со Надја, бидејќи таа зборува со мојата надсвест, додека сум јас под хипноза, и таа баш сакав да ја прашам мојата надсвест дали
треба да ја напишам оваа книга. И тогаш, истото тоа што ја го пишувам во книгата, се појавија 5 души кои што тие се веќе во бесконечноста, вратени во изворот или кај нас што би се рекло починати, но меѓутоа сака да пратат една порака до луѓето што се останати на земјата. И дека оваа книга ќе го најде патот до нив. И за мене беше едно, кога заврши сеансата, ја само си реков, во ред, значи, ќе ја напишам книгата, првенствено беше инспирација ради мојата мајка, поради мојата мајка која ја загубив претходната година, но го чувствував тој страв, па затоа сакав во сеансите да едноставно да ја прашам својата надсвест, бидејќи нашиот ум е ограничен. Јас не можам да ги видам правилно одлуките, дали нели се правилни или не се, дали треба или не треба тоа да го правам, меѓутоа со разговорот со тоа наше повисоко ја што би се рекло, едноставно ја добив таа порака и само излегуваше тоа од мене. И еве го продуктот на крај. И баш си посветила онака љубов на целата книга, па и си ја спакувала онака со тврд повест, што се вели со златни букви, со огледалце, затоа што секој од нас треба да се погледне нели во сопственото огледало. Знаеш како, јас додека ја читам книгата, додека читам, значи, ме потсети, знаеш, сигурно ќе се сложиш и ти, бидејќи тука ги спомнуваш тие големи учители, како што е Нил Доналд Волш, нели, не знам, Мајкл Њутон, не знам, Џо Диспенза, сите тие сме ги читале. Па нема од тие големите учители книга што не сум прочитала. И некако ме потсеќа, знаеш, на разговорите со Бог, кога Нил Доналд Волш, нели, ги имаме таа позната приказна и таму како душите се договараат и кога нели велат ај ти ќе се договориме сега да бидеме 2 души кои што ќе дојдат на земјата и бидејќи сака да искусат нели болката како таква и ти го имаш тоа во твоето дело. И ова едната вика, да, јас толку многу ќе те ранам тебе и ќе те здоболи толку многу, ама тогаш сети се на нашиот договор дека ние стварно сме во љубов и дека всушност се договоривме за да го направам тоа за ти да го искусиш она што сакаш, нели? Така тука некако е приказката. И сега тука навистина читајќи ја книгата, многу се потсетив на тие некои сегменти. Па јас знам дека и ти си инспирирана бидејќи го спомнуваш Нил Доналд Волш во книгата, затоа што сепак нели некакво водство, некои параметри треба да ги имаме. И сега сакам да те прашам, дали бидејќи твојата мајка почина од Алцхаймер, таа беше болна од Алцхаймер. Сега, и во книгата разговорот помеѓу тие две жени, едната жена значи има диагноза со Алцхаймер се соочува, но сакам да те прашам, дали сега тоа е твое лично искуство, бидејќи тука се работи кога ја читам нејза за една високосвесна особа, која што ние кога вака нели во оваа димензија, ти знаеш дека Алцхаймерот е болест во која што се заборава, всушност она понекогаш не знае ни која е самата, но кога зборува за патот на душата, тоа е една високосвесна особа. Како ти го доживеа тоа? Вака сега, значи, затоа избрав да биде мајка ми која што ќе го води целиот разговор во книгата, каде што ќе кажува нели душите каде што одат, а јас сум несвесната личност во приказната. Затоа што луѓето кои ќе видат... Во приказната всушност си ти и мајка ти. Значи, мајка и ќерка кои што така и започнува ова. Значи, 2 души кои го се договараат во бесконечноста да дојдат на земјата, затоа што на луѓето можеби се вака ќе им дојде чудно, ама бидејќи ние оваа терминологија знаеме и знаеме дека се е договор на души, ќе се рече за што зборуваат овие. Се согласувам. Да, па и нашите 2 души се договориле да се сетнеме вака, затоа што мораме да кажеме, затоа реков, луѓето мора да почнат да се едуцираат малку поинаку со терминологијата, за да може да разберат некои работи. Значи, постои договор на души во бесконечноста. И тој договор на души се реализира овдека на земјата. Сега, во книгата... Добро го објасни. Многу е интересно. Значи, затоа што нели кога велиме што ни се случува, апсолутно. Јас кога ќе кажав на некои луѓе, кога нели мене ова све што ми се случи со моето дете, и јас кога на пример ќе речев, за бидејќи јас таа терминологија ми е позната, сето тоа ми е прочитано,
Знам што се ангелите, како се случува договорите на ниво на душа кога зборувам и велам, па можеби нашите души некаде се договориле ние да го искусиме ова во оваа реалност. Вашиот договор, Да, вашите тоа е барања. договор наш, за кој што ни како сте се договориле исто така. Значи, ова сега што го, значи како Јасно. сте. Па тоа е што навистина кога луѓето би прочитале една ваква литература, би дошла навистина до би добиле една друга перспектива на сопственото живење. Јас би рекла затоа се потрудив ова четиво да биде на толку едноставен начин напишано за да и човек што никогаш не читал духовна литература да може да го разбере. Како што спомна ти мајка и Кирка, јас не го откривам тоа до самиот крај, за да разберат луѓето дека тоа е еден разговор помеѓу две жени, но не откриваме помеѓу кој е тој разговор. Како што спомна за Алцхаймер. Кај нас луѓето навистина знаат што значи да биде човек болен од Алцхаймер, кои последици ги носи таа болест и дека прво е нешто што страда подсвесниот ум, што би се рекло, и свесниот се извинувам, каде што заборава околу себе едноставни ситници, значи почнува од таа фаза па се до оние фази, најдлабоките фази, значи каде што ќе си ги заборави нели своите деца или пријатели и така натаму. Тоа е навистина една немилосрдна болест, што би рекла, меѓутоа човек кога се едуцира на овие теми може да разбере зошто дошла болеста, која порака ја праќа болеста и да се носи со таа болест. Не е лесно, апсолутно не е лесно и затоа го објаснувам тоа во книгата дека таа е душата која што е учител, бидејќи луѓето ние со нашиот ограничен ум. Ние сметаме дека човек што е болен од Алцхаймер не може да зборува така, но на ниво на душа таа знае што зборува. Не со свесниот ум. Тоа е таа разлика што луѓето треба да ја разберат и дека не треба нели да се осудува и мислам дека тоа ја сама би си рекла маестрално направено за да разбереш и секој си ќе рече како е можно човек со Алцхаймер ова да го каже. Затоа те прашувам затоа што сакам да го кажеш дали ти имаше таков случај да речеме со мајка ти бидејќи она беше бидејќи самата велиш дека оваа книга е посветена на твојата мајка која што замина од оваа реалност со таква дијагноза. Дали таа на моменти беше така високо свесна за некои работи? Да. Сигурно тоа е некое твое искуство кое што сепак те донело до овој и ова вака да го пренесеш. Така, се согласувам. Значи, тоа се случи претходната година, еден месец, каде што мајка ми заврши во болница и додека беше во болница, јас постојано разговарав со нејзе и бев свесна дека што и да се случи, сакам да ја кажам нејзе колку ја сакам, дека сум тука за неја, изборував и за овие договори заедно. Кога заврши на апарати, не можеше да нели да зборува со мене, но кога изборував ја за сите тие работи, таа само ми ја стискаше раката. Јас знаев дека кога ги изборував овие работи, таа само ќе ми ја стиснеш, јас знаев дека е незината душа. Исто и претходно што се е случувало, таа на моменти можеше да се потсети. Тоа е момент на душата кога доаѓа, баш го убаво објаснувам и тоа во книгата, дека имаат и тие моменти кога душата зборува, не таа жена со болест што е. И луѓето треба тоа да го разберат. Исто и дека болеста нели кога телото и умот не се во хармонија заедно со душата и дека од таму доаѓа, бидејќи физичката болка е едно, а умствената болка е сосема нешто различно. И треба луѓето да го разберат тоа. Ти имаше искуства за жал со физичка болка која што се случи со Ан, но умот на Ан беше свесен, каде што таа така. И тоа е во книгата моја го пишувам, ја немам тука. Види, јас немам ни еден примерок од книгата, толку ми отида тие неколку што ги добив од издавачот и не успев да ти донесам една книга за да ја прочиташ и ти нашата книга, зашто е многу едукативна и баш зборува исто така, значи за душата овде и за пременот од другата страна. Значи како и мене кога ме прашуваат во што верувам или како верувам, затоа се овие книги едноставно мислам дека многу ја отвараат свесноста за да луѓето разберат што се може да се случи, но само треба да поверуваме. Така, затоа реков дека не треба нели да се наметнува некое знаење, едноставно и на самиот почеток јас пишувам. Ако почувствуваш дека ова резонира со тебе и веруваш, читај натаму.
Доколку не чувствуваш, остави ја, затоа што јас не можам да ги променам твоите убедувања ако ти веруваш дека е смртта е крајот и тука завршува животот. Јас апсолутно не се согласувам со тоа и јас би рекла, јас се чувствувам подобро бидејќи јас знам дека комуницирам со мојата мајка која што е од другата страна, вратена во изворот во бесконечноста. Бидејќи јас добивам знаци од нејзе постојано. Кога станува збор посебно за донасање на некакви одлуки. Дали е нека одлука правилна или не? Јас секогаш ќе речам, ајде цаци моја. Дали ќе се случи да пример таа сакаше многу бели кали. Бела кала не можеш често да видиш, искрено да видам, да најдам некаде. А во Австрија посебно па и ретко сум ја гледала, дури и во цвеќари. И само си реков, ајде цаци, бидејќи се нешто друго ако кажам, може многу лесно да го најдам, можеби нема да поверувам. Дај ми бела кала да видам дали оваа одлука е правилна за мене. Ако ми ја покажеш, значи сум на правиот пат. За 2 часа јас најдов бела кала. Да. Да, одлично, ете. И тоа е еден пример само што... Затоа што луѓето, знаеш како очекуваат, јас да ти кажам искрено, многу се радувам што имам соговорник кој што верува исто како што и јас, и што конечно можам со некој да се поразговарам како да, знаеш, онака, на исто баш ниво. Онака, да ме разбере, и кога велам дека смртта не постои, кога другите ме гледат како некој чудовиште, дека нешто јас сум забегала, и сега многу ми е драго кога разговараме исто и кога веруваме во исто, знаеш? Знаеш како очекуваат луѓето, например, велат, па еве јас кога ќе ти замине некој, ама знаеш тој не дошол, еве јас секој ден го викам да дојде, да се појави на врата, да ја видам. Значи нашите ближни нема да се појават така, очекуваат луѓето, еве го чекам секој ден и го нема. И што сега? Знаеш, така става, такви ограничени имат уверувања. Значи нема тој да дојде во одел облечен во сако или во тоа што сте го испратиле, па да дојде на врата да каже еве јас сум тука, така? Но мора да научиме да ги следиме знаците на патот, тие што тоа, она што тие го сакале, што имале нешто специфично, нели? И тие ќе ни се појавуваат во разните ситуации во кои што ние ќе се поврзаме со нашите сакани души, така? Така, апсолутно се согласувам, затоа и реков дека јас сама си барав знаци, колку и за некој лудо да звучи тоа, јас верував и мене ми тоа помогна. Бидејќи сметам дека оваа книга, како и твојата, не е книга за секој. Мислам, така. Човек што не верува во овие работи воопшто и не треба да ја чита. Отвара многу дискусии, посебно нели за тој пат како што почнува од бесконечноста, па завршува повторно во бесконечноста. Ние преку самите сеанси што ги имаме направено, си имаме и вратено во нашите претходни животи. Така. И откривме дека носиме трауми како луѓето што е тоа денеска толку модерно од предците, родителите, дека сите се криви, имаме трауми што ги носиме наши од претходните животи, што не сме свесни за тоа. Така да апсолутно имаме еден матрикс кој што не може да се објасни со неколку збора, него јас предлагам, бидејќи имаме видеоматеријали, а времето ни лета, ајде да видиме од режија да ни пуштат дали фотографиите, дали видеата, еве, од промоцијата, ајде на брзинка да ги испрокоментираме. Што значеше ова со огледалото овдека? Вака сега исто како што го има и на самата корица, ова огледало значи стои ова не си ти, ова е костимот што тоа твојата душа го носи за искуства. Бидејќи често луѓето кои ќе се погледнат во огледало, прво ќе си ги видат своите недостатоци. Така. Најчесто го тоа правиме, а забораваме да се подсетиме дека ние всушност сме и душа, не сме само тело кое што го гледаме и што го критикуваме. Затоа и напишав ова не си ти. Затоа што телото е оној ограничен дел, тоа е исто важно, не велам дека телото не е важно, исто важно како душата, меѓутоа душата без тело не може да дојде нели на земјата, а телото исто без душата не може да обстои. Така да фокусот е на тоа ставено да малку се но душата без тело може да продолжи да живее. Значи душата која ќе го остави телото, која ќе отиде во вечноста, ево тоа е разликата што луѓето не може да разберат. Не велам сите, затоа што сега многу души се отвараат. Еве тука од промоцијата гледаме како реагираат луѓето на онаа вежба што им ја даде ти, нели? Едноставно се поврзуваат со својата душа или со својата подсвест или надсвест. Така, овде луѓето и на оваа вежба, тоа беше 7-минутна вежба, бидејќи постоја некакво истражување каде што се вели дека телото кога ќе умре, мозокот е активен уште 7 минути и се потсеќа на сите најубави моменти што биле во неговиот живот.
И јас ја ги сите ставив што се вели малку во тесно, бидејќи заплакаа сите. Им реков дека во вежбата тие се веќе починати, што ќе замислат, дали е вреден животот што го живеат сега, што ќе стават во тие 7 минути. И така да мислам е многу интересна, многу емотивна вежба за да ги потсети луѓето дека никогаш и не знаеш кога е последниот пат. Токму така. Ние сме забравиле кога е последното играње како деца, кога е последниот танц. Можеби ова е наша последна средба што се вели. Забораваме да бидеме во тој момент, да уживаме едноставно, да бидеме присутни во тој момент. Токму така, токму така. Така да се... И дека ништо не ни е загарантирано, не се подразбира, и дека вечноста не е овде. Така, тоа е најважно. Нели? Тоа е најважно. Многу од луѓето мислат дека вечно ќе бидат тука. Не, дај да работиме за онаа другата вечност. Некако не им е јасно тоа, нели? Баш. Ево, овде си со драги личности. Така, ова се луѓето кои што дојдоа на самата промоција кај мене, ова е Војна ми. Ова се мои пријатели, значи од Свети Никола, ова е мојата друга мајка, на мојот најдобар пријател. И навистина беше интересен датум затоа што беше 28.8 во 18 часот, го исправ баш да биде тој што бројот 8 го означува исто како знакот бесконечност. А и убав празник се погоди Богородица, така да. Да, на Богородица беше. На Богородица и навистина беше една емотивна, преполна вечер, каде што и филмот луѓето доста плача и на филмот, искрена да бидам. Ќе го погледнеме подоцна, нели, филмот, и некако ми се заблагодарија бидејќи отворив некакви поинтересни и нови видици и емоции кај нив. Бидејќи чисто луѓето што се соочуваат, например, со некаква загуба, ние не можеме да кажеме на луѓето вака ќе тагуваш, така ќе тагуваш. Го знаеш тоа, но често кога ги прашаш како си, па добро сум. Не сакат некако да се нели отворат или да дискутираат. И ова беше некако место, бидејќи јас им реков, овде сме не да најдеме решение, туку да ви понудам присуство. Некако се отворија сите и навистина беше емотивно, јас ги почувствував сите луѓе што беа там. Одлично. Еве предлагам од режија да ни ги пуштат видеата, да видиме, да проследиме едно од видеата, барем затоа што сакаме гледачи да вклучиме. Еве ова вака интересно, се надевам дека оди и со звук во етер. Да, ова е видео направено значи во Public Room. Еве сцени од филмот каде што има, можеш да погледнеш луѓето каде што навистина беше емотивно и драго ми е што сепак дојдоа луѓе кои што сакаат да научат нешто ново, луѓе кои што веќе се согласуваат со оваа тематика, што би се рекло, дека нели бесконечноста постои, дека телото оди под земја и нели останува во оваа физичка реалност, но дека душата продолжува понатаму. Така. Јас апсолутно верувам дека и во светите книги се вели, од земја сме создадени, во земја, значи телото буквално свештениците тоа го велат. Да, ни го велат, ама некако ние не можеме тоа да го акцептираме, прифатиме. Не да го прифатиме, значи буквално си има отпор кон тоа. Не знам, имаме ли уште едно видео да видиме и тоа да го проследиме, барем уште малку, уште една минутка, па да вклучиме гледачи, нека се да ги отвориме телефоните, да. Со Јулија. Во вечноста нема време, нема тело, но душите се препознаваат и тие прават еден договор. Ќе се симнеме заедно на земјата, ќе учиме заедно што е љубов, ќе учиме заедно што е разделба.
Чевлите стојат сами. Јас ја загубив мојата мајка, додека се уште беше жива. Љубовта нема амнезија. Ги оставам твоите чивли покрај празното срце. Во него пишувам еден збор. Збор тежок како целата земја. Се научив да живеам без тебе, но ти си овде, постојано со мене. Јас знам, смртта не е крајот, таа е враќање дома. А ти ми кажа, јас се вратив дома. Не тагувај за мене, не плачи за мене. Јас сум секаде и ќе останам секогаш овде за тебе. Будење со Јулија. Прекрасно. Значи, Елена, верувам дека и нашите гледачи сега ова што го видела овој краток филм, навистина веќе во себе имаат размисли за душата, за себе и се, и ова е една прекрасна посвета, пак ќе речам, на твојата мајка. И целата книга е поврзана со нејзе. Предлагам да ги отвориме телефоните подхитно, за да имаме некој, барем следен гледач, барем еден, двајца, драги мои, да може да си земете од овие прекрасни книги. Еве вака, навистина, многу едукативни, многу интересни, Тело без душа, тоа е разговор о бесконечноста, се она што го видовте сега на малите екрани, низ книга, низ пишан збор на Елена. Знам дека ќе ве заинтересира, бидејќи, Еленче, имам јас такви гледачи кои што навистина сакат духовно да се едуцираат и да едноставно да растат, нели? Баш ми е драго навистина и дека во Македонија, нели, што како што кажа ти беше табу тема пред неколку години, на сега масовно се учи и се едуцираат луѓето. Постои оној дел што би се рекла некоја позитивна психологија, каде што, нели, јас апсолутно не верувам во тоа, само мисли позитивно и животот ќе ти биде така, туку дека, нели, треба малку да поработиш на сето тоа, да разбереш од гледач душа. Ајде. Добар ден. Ало, добар ден. Кој ни се јавува? Добар ден. Јулија, ваша редовна гледачка, ме потресавте со видеото, со целата експресија на господјата, свеко и чест. А на телефон е? Гордана, јас ја загубив мојата мајка по 45 години и цело време мислам дека е со мене. Дака, само малку да го намалите телевизорот, Гордана. Оваа книга Тело без душа, еве доаѓа во вашите раце, ќе дојдете во нашата телевизија и ќе си ја подигнете, знам дека обожавате да читате ваква литература. Би сакала да добијам посвета од господјата, ако е можно. Секако, секако. Може, да, ќе добиеш посвета, Гордана. Секој е добро, убав ден. Ви благодарам, Јулија, ви посакувам се најубаво. Многу ме потресавте. Добро.
и потресување, ама и ослободување нудиме. Така, Значи не така. само да се потресеме, туку и да се ослободи душата заради тоа што нели доаѓаме до онаа вистина која што треба да не ослободи всушност, за да можеме да живееме малку порелаксирано овде на земјата. Емотивниот товар да го тргнеме. Така е. Ајде уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден, Кој ни се јавува? Ангелина од Скопје. Ангелина, како сте? Ја следите емисијата? Да, ја слуша, поздрав прво Јулија до тебе, те немам слушнато многу одамна. Поздрав до тебе и до гостинката ти е прекрасна. Благодарам. Така да со големо внимание и го слушат излагањето, ако може книгата да ја добијам. Секако дека ќе ја добиете, Ангелина. Благодарам многу. Ете, од срце ќе ја добиеш книгата и верувам дека ќе имаш навистина прекрасни импресии. Многу благодарам. Ајде, убав ден. Пријатно, фала. Ете, овде да ќе прекинеме со телефоните заради тоа што Одиме со музичко парче. не одиме со музичко парче, уште малце малце за да се одјавиме, бидејќи не чека и вториот дел и втората гостинка, но сепак две книги за двајца гледачи и да кажеме дека да кажеме Елена, каде можат да ја најдат книгата? Сега знам дека многу луѓе ќе се заинтересираат, сакат да си ја имат. Ова е навистина едно ексклузивно издание со тврд повест, навистина се радувам, се надевам дека и јас некојаш ќе имам можност да направам тврд повест на мојата книга. Секако, апсолутно, тоа го дискутиравме и во Никите, нели, кога се видовме заедно. Книгата има моментално, значи, во матица, луѓето може да ја најдат во матица, онлайн или во нивната книжарница. Или може кај мене директно да ја порачат. Бидејќи станува збор за лимитирана верзија, останати се уште многу малку примероци, така да кој ќе сака да ја порача книгата може да побрза. Бидејќи веќе македонска верзија нема да се печати, ќе има само e-book. И зошто така? Затоа што ќе се посветам на оној пазар каде што живеам во Австрија, така да ќе биде на германски и се закажани промоции за следната година во Салцбург, Берлин, Минхен, така да одиме на една кратка турнија, што би се рекло промоции на германски да се преведе книгата. Јас мислам дека ќе дојде време и на македонски да Па напишеш. добро, ако има заинтересираност, навистина, ако има заинтересираност, мене ќе ми биде задоволство, затоа што тоа ќе покаже дека луѓето навистина имаат интерес за вакви теми. А тоа ми е многу драго. Токму така, токму така. И се повеќе, јас мислам дека ќе расте интересот за такви теми, да знаеш. Се надевам, Заради тоа што едноставно, знаеш како човечкиот ум е радознал, само што од напливот на секакви информации, знаеш како, нели, умот се затвара и сами знаеме како веќе тоа оди, но сепак еве има луѓе вака кои што се отворени, кои што се open. Јас секогаш се трудам да им ги доближам овие теми на нашите гледачи, бидејќи всушност знам што е суштината на животот, дека навистина треба малку поинаку да се нурнеме и да загребеме од она што ни се пласира ад хок, нели, се на брзина. Ама животот не е тоа. Апсолутно се согласувам. Затоа што кога ќе сега слушнеме душата, може да видиме и по она, нели, што навистина сме дошле. Кажи ми, дали предвидувате да имате работилници од типот на овие кои што ги спомнуваш? Во Австрија, да. Во Австрија и Германија ќе има, значи. А овдека во Македонија, ајде да изорганизираме нешто. Може. Доколку има интернет, со задоволство би можеле тоа да го направиме. Затоа што и ти работиш на оваа тема, што се вели, некако се удривме со оваа тема. Искуството што се вели донесува, може да направиме една работилница, тоа јас би се апсолутно согласила за тоа. Ќе размислиме за нешто да се изорганизира, да се направи. Еленче, ти благодарам што беше моја гостинка. Ми беше навистина исклучително чест и навистина се радувам од срце што можевме да муабетиме. Би можеле уште долго да муабетиме вака, но сепак имам и втора гостинка. Ти посакувам убаво заминување за Австрија, да ни дојдеш пак, да се видиме за добро заедно. И што да ти кажам, уживај во животот. Така. Многу ти благодарам на тебе што ме покани. Навистина уживав денеска овде. Уште на самиот почеток ти реков дека тремата што нели секоја чувствува пред камера некако да ми ја тргна, се осетив како да разговарам со една душа каде што можам се да кажам и да се чувствувам слободна. Навистина ми е драго што бев денеска твој соговорник.
И јас ти посакувам се најдобро во реализација и на книгата со Тврд повест, тоа сигурно сум дека наскоро ќе се случи и во сите оние ангажмани што доправа доаѓаат од твоја страна. Благодарам душа од срце, благодарам. Поздрав на сопругот, на твојот партнер. Останете ми во добро здравје, во убави креации, се гледаме за добро заедно. Се гледаме секако. Најдраги мои, еве овдека ја испраќаме нашата драга Елена и секако мораме да направиме малку музичка пауза и со малку рекламчиња за да ни влезе нашата втора гостинка. Дење со Јулија. Žena koja imaše svoj son, žena, samo žena koja nemaše svoj dom, žena koja čeka zora, što se zori srce da je otvori. Ja sam žena, a ti si moj dom. Žena, samo žena koja žive svoj son. Žena koja ljubi zora, što se zori srce, ti mi otvori. Budenje so Julija.
Could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Право секој ден на поубав живот вреден, на весела, весна мила леко крила. На весела, весна мила леко крила. Da sme si pregrnati. Neka eči pesna lesna, pejte zo nas mili sosedi. Hej, pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod kego sočuva. Samo taka Makedonija mnogu vekovi opstojuva. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod kego sočuva. Samo taka Makedonija mnogu vekovi opstojuva. Poli Božja milost i blagi ozbor što gali, zato duva strani ladni, šuga silno srca brani. Zato duva strani ladni, šuga silno srca brani. Neka eči pesna lesna, pejte so nas mili sosedi. Hej, pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Neka eči pesna lesna, pejte so nas mili sosedi. Hej, pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod kego sočuva. Samo taka
mnogo vekovi obstojuva, mnogo vekovi obstojuva, mnogo vekovi obstojuva. Budenje со Јулија. Ете се, најдраги мои, повторно во студиото. Еве, видовме оваа моја последна изведба од ГОЦЕ-фест и уште еднаш да најавам дека конкурсот за ГОЦЕ-фест 2026 година е отворен и дека можете да ги пријавите своите творби, учество, значи со песни ново создадени, патриотска содржина мора да биде, знаете, македонски мелос. И до 31 ноември трае конкурсот и можете на вистина да си ги подадете вашите творби и да учествувате на ГОЦЕ-фест 2026 година. Еве, тоа ми кажа директорот Пеце од изутрена. Јулија, те молам, кажи на гледачите твои, вие знаете дека ние сме генерални покровители на ГОЦЕ-фест, па повелите, пишувајте, креирајте и испејте си убава песна на ГОЦЕ-фест. А јас сега морам да ви кажам дека многу се радувам и дека со една ваква убава патриотска песна си ја пречекав мојата втора гостинка, заради тоа што е тоа моја долгогодишна пријателка. Прекрасна една особа, прекрасна дама, која што навистина духовно е на ново едно високо ниво, живее во некое друго скалило. Не можеме да ја дофатиме заради тоа што навистина нејзината фреквенција е високо фреквентна, како она се вели. Мене ми е посебно драго што јас навистина имам такви пријатели со кои што навистина долги години обстојувам, најверојатно заради тоа што вака некако се подрефуваме и си се разбираме. Вие не си ја знаете, драги мои, таа неколку пати веќе била гостин во нашето заедничко будење, заради тоа што е жена со која што навистина има што да се зборува, жена која што е трагач, истражувач и која што е еден духовен учител кој што еве сега е на турнеја низ, да речам, бившите југословенски простори, но тоа не е за прв пат, инаку живее и работи во Нов Зеланд. Жена која што навистина јас ја обожавам и за која што еве да не должам многу, туку ќе дознаете многу повеќе од нашиот разговор и сега кога веќе ќе можеме да се дружиме до крајот на нашето заедничко будење и велам добре дојде на Билјана Кван. Билјана, добро ми дојде. Што е подобро најдов, Јулија, толку е убаво да се биде овде во твојата цветна градина. Ти со збор и со добре дојде, ја правиш уште поубава. Фала ти. Благодарам. Навистина ми е драго и чест ми е што денеска ме удостои да бидеш моја гостинка. Еве да кажеме дека вчера долета со авион од твојата балканска турнеја, можам да кажам. И навистина ми е драго затоа што се уште не си што се вели онака одморена, ама твојата енергија е таква што брзо се прилагодуваш и брзо се накачуваш на она божествена енергија за да можеш да функционираш како треба. Апсолутно. И секој пат е убаво да се дојде дома. Така. Македонија, Скопје, се разбира. Мада ова беше, односно се уште е многу интензивна работа и многу моќна. Па убаво е да направиме вака еден извештај за гледачите, за сите нели кои ги интересира, отпочнувајќи со бојата на мојот глас, кој што ќе забележат луѓето можеби дека е поинаква од нормално. Оти се одвиваат неколку интензивни процеси. На 18 октомври имавме едно такво исцелување, работа, чистење на Балканот и започнување на еден нов циклус на она што оваа цела зона представува. 555 плюс луѓе се приклучија, 300 бевме во живо собрани во високо во Босна. Ќе објаснам малку повеќе, али сега само да кажам дека након такви интензивни работи отпочнуваат многу процеси, и индивидуални и пошироко. Значи, веднаш након тоа продолжи процес за реструктурирање на мојот глас, бидејќи тоа е еден основен инструмент на работа со кој што Божјата интелигенција мене ми дава да делувам и да работам како учител преку тие кодови кои што се пренесуваат преку гласот. Значи, програмерски јазик на универзумот. Старото се брише, ново се пише. Така да тој процес отпочна.
I isto taka беше една многу јака мисија, која што се однесува и на секој поединец, и на секој, да речеме, балканец, меѓутоа битно и за целиот свет. Затоа што оваа зона, Балкан, има своја многу специфична функција во ова што го нарекуваме сега нова цивилизација. Значи, она што Балканот го носи беше затворено, исклучено, скинато, прекинато и сега се враќа во своја потполна функција. Значи, тоа се многу моќни нешта кои буквално го реструктурираат животот. Јас се извинувам, Билјана. Бидејќи ова, знаеш, телевизијата е медиум каде што ме гледаат луѓе кои што сега нешто те разбираат, некои половично, некои воопшто не те разбираат. Се разбирам. Да, ама твојата твојата мисија е навистина посебна и голема. Значи, јазикот на кој што зборуваш и зашто сега е темата да зборуваме, кога зборуваме во круг на луѓе кои што не разбираат, нив им е јасно зашто зборуваме. Ама бидејќи ова е медиум каде што не гледаат луѓе кои што можеби никогаш не слушнале за вакво нешто. И сега ова, вака во живо, би сакала да им го доближиме затоа што ние знаеме вредноста на тоа што го правиш, на таа твоја мисија која што е величествена. Како ти, како искусен учител, за луѓето кои што сега прв пат те гледаат, која е твојата мисија? Јас би сакала од тука, во кое својство си и што си ти, што е на што го работиш со години, за да се има една таква доверба кога ќе отидеш, да речеме, на еден таков исцелитен процес како што беше на пирамидите во Високо, дојде толку многу луѓе, да Билјана Кван како таква, како една македонка, која што живее во Нов Зеланд, ја признаат сите оние луѓе кои што се занимаваат со високата свесност, со духовноста, кои што се занимаваат со овие енергетски промени кои што се случуваат во ова наше доба. Јулија, благодарам за тоа прашање. Навистина така е, секогаш ако некому нешто му е ново, нели, убаво да го приближиме малку од почетокот. Значи, многу едноставна формула. Целото наше човештво, секој поединец кој што сега слуша, сите ние кои постоиме на оваа планета, сме една Божја творевина. Создадени на определен начин, со определена програма. Како ствара универзумот и како и сите ние кои што, како што велат учењата, сме создадени по Божја слика, со Божји својства. Значи, како што ствара еден архитекта, прво нештото е идеја, една куќа да кажеме. Се родила во умот на архитектот и веќе е створена таму. Ние може да размислуваме дали оваа куќа веќе постои или не постои. Во физичко се уште ја нема, меѓутоа во идејата е тука. Така ствара и Божјата интелигенција, така ствараме и сите ние, знаеле или не знаеле. Значи, од што ќе створам сега следно, настанува сега еден темплейт или план. Ако е архитекта, он ќе почне сега да црта план, специфичен. Исто така и Божјата интелигенција. Со тоа што планот за формулирање на било што, ова чаша, шолја, рацете, косата, се создадени во Божја премисла пред да настанат физички. За да нешто се модулира од целата таа бескрајност и таа убавина, што ја викаме Божја енергија, Божји извор, сето тоа почнува да се формулира на многу специфичен и прецизен начин. Во нашиот универзум нема случајности. Нема можда вака, може би ќе испадне. Сосема прецизна мисла, промисла, интенција и сега стварање. Со тоа што нас не ни треба нацртана некоја шема како што архитектата би ја направил, меѓутоа ни треба код. Исто така, меѓутоа во звук. Божествено се создава преку звукот. Прво е зборот, нели? Така, прво. Меѓутоа не зборот како ние што го знаеме сега за споразумевање. Да. Току песна над песните. Ние сме створени од песна, од креација. Од нешто што почнува тек да се манифестира во нашо ние ќе го видиме како физичко.
Значи, тука доаѓа тој што го збелиме сега, божествениот глас, кој што јас сум еден од светлоработници кои нема со милиони на светот. Секој е внатре во себе светлоработник, ги знае нештата, меѓутоа зависи од нивото на разбуденост во еден даден момент, дали таа особа ги користи, не или слично. Да продолжиме за кратко приказката со архитектурата. Значи, тој код, тој глас, тоа не е нешто за споразумевање. Оние луѓе кои имале прилика да бидат на работилници или работиме низ цел свет и преку и онлайн работилници, така натаму, меѓутоа често еве и вака во живо. Значи, тоа се кодови кои што ја реструктурираат стварноста за таа особа, затоа што едноставно ја бришат старата програма, таа старата шема, стариот план и тоа божествената интелигенција го чини. Не може ниеден светлоработник да рече јас ова го правам. Ние сме преносители, ние сме дел од процесот. Меѓутоа, тоа е Божјата интелигенција која што сега го реструктурира човештвото. Го исцелува на некој начин и стартува една нова цивилизацијска фаза. Во тој момент кога е тој план готов, еве како работиме ние со јазикот, после тоа почнува сега создавањето во физичко. Ако е куќа, значи тогаш ќе се соберат мајстори, цигли, бетон, нели? И сето тоа ќе почне да добива една слика. Не може ништо да се случува вон таа шема. Ако рекол архитектот, овдека ќе ставиме 50 цигли и од другава страна 50, ако некој го измени тоа и стави овде 30, овде 70, нели, целата структура нема да биде во ред. Што значи, човечкиот систем имаше до сега еден експеримент, еден интересен космички експеримент, да може да живее во свет каде што божествениот поредок можеше да биде не во вистината, но во илузија, малку изместен. Нели можеше некој во својот живот да стави овде 30 цигли, овде 50, наместо 50 и 50, како што е божествениот поредок. Што се случува тогаш? Физичката манифестација, која во својот перфектен божествен план е безпрекорна, значи функционира како што функционира целиот универзум. Се склопува, се е прекрасно, се е експанзија, секое битие дојдено тука да се манифестира потполно, аутентично, со сите своји знаења, таленти и така натаму, значи да се живее еден перфектен живот. Меѓутоа, човештвото малку беше отстапило од божествениот поредок и сега, најпросто речено, се враќаме во божествен поредок. Значи сега, до сега, живеевме изместени од оној божествен поредок по се она што ни се случуваше, како го живееме животот. Апсолутно. Да. И сега ова е еден период на големо будење кога ние на вистина треба како човештво, не само како индивидуа, значи како едно заедништво да се вратиме на тој божествен поредок. Апсолутно. И со тоа се решени сите проблеми кои што изгледаат така во таа лажна илузорна стварност за која што многу луѓе се уште се држат, меѓутоа многу брзо ќе научат од еве таа стварност некако се изместува под нозете, нели? Веќе не треба човек да биде во некои големи спиритуални води, и сите се спиритуални. Секој е создаден божествено, секој во себе има искричка. Дали ќе се запали таа искра во поголем пламен, дали ќе биде сосема, нели, манифестирана, ова се сега времења каде што секој одлучува, има можност да постане. Е така, добро, супер, ова малку така да го загледачите, една слика, знаеш, не, знаеш како, затоа што ти тоа го зборуваш во круговите во кои што на вистина и веќе имаш еден впечаток дека знаат, а сите не знаат. Јас на вистина сакам луѓето да дознаат какви се луѓе имаме на планетава, со какви луѓе јас комуницирам и сакам да знаат и како една наша македонка, ти си за нас, на вистина за мене барем, бидејќи пред неколку години кога започнавме, ова беше уште потабу тема. Да, значи, кога започнавме така, значи тоа беше на вистина нешто луѓето, не знам, ретко кој можеше тоа да го разбере. Но мене ми е драго што твојата мисија на вистина некако и ти се отвори, да речеме, кон медиумите, бидејќи сега имаш редовно и видеа на YouTube, гостинка си кај многу луѓе кои што имаат подкасти, што се занимаваат со духовно
присутност на многу телевизии, значи едноставно тоа така се прошири, но кога ние се запознавме, а тоа се беше некако така, знаеш, уште нејасно кај сите луѓе дека е можно да постои некоја таква наша исцелителка, да кажам, која што живее во светот и која што баш сериозно се занимава со оваа работа. Не се занимаваш ти со оваа работа како работа, туку тебе тоа ти е мисија. Да, апсолутно. Еве, како што велиш, пред некоја година така изгледаше, сега е малку повеќе како добар ден. Сите почнува да разбираат. Едно сакам исто да потенцирам навистина дека е важно да се шири информација и во вербална смисла и еве ќе објасниме некои интересни работи кои се случува во текот на оваа година и актуелни сега. Меѓутоа, сепак, главното нешто кое што особата ќе го почувствува е вибрацијата на таа вистина. Не знам колку пати луѓето кои што слушаат, се обраќаат, ете преку емисии, доаѓаат на работилници. Еве сега имавме во 10 градови на бившата, да речеме, Југославија, работилници, значи огромен прилив. Тоа се луѓе кои почувствувале во себе. Овие сега во високо, значи скоро на крајот на турнејата се спушти така да имаме еден убав голем настан. 300 луѓе седна во авиони, во аута, во венови, кој како стигна, најдоа смештај сето тоа, да бидат присутни физички. На еден настан кој што не однесе на разни зони во центарот на Балканот, во таа Босна. Претходно беше ретрит во Македонија, значи големиот код Македон со нашите инсталации кои се наоѓаат на ова тло, меѓу овие наши луѓе, македонци, се отворија, се просто запалија, така да речам. Значи, бевме во првиот дел на денот, 300 луѓе кои што се качивме горе до стечците, кои што се една мрежа, нели? Можеме така да ја наречеме во денешно време, лесно да се објасни што е мрежа. Телевизиска мрежа, телефонска мрежа, интернет мрежа, нели? Нешто што поврзува и во едно поле, соединува. Во постари времења можда не беа такви мрежите, но беа поинакви. Стечците во Босна 70.000 стојат, 110.000 се претпоставува дека биле оставени од страна на богомилите. Овде во Македонија работевме со богомилската енергија и во Босна. Ќе објаснам и што тоа значи. Не се работи за секта или за групација луѓе, се работи за дел на човештвото кој што ја знае вистината, ја зборува вистината, а беше заќутен. На одредени начини ради одредени причини. Сега се буди, се реставрира. Божјата вистина е тука. Многу работи биле затаени со текот на историјата, значи не ни се откриени, не ни се кажани, нели така. И затоа е многу битно да се дојде до вистината и ова што ти го работиш е всушност доближување на она исконска вистина, на она за да се ние отвориме, нели? Апсолутно. И таа вистина е препознатлива насекаде. Еве, кога ја завршивме таа првата мисија, луѓето беа срекни, радосни, расплакани, воодушевени, значи да бидеме дел на мисија, на воздигнување на Балканот во својата вистинска улога, во својата вистинска сјај и знаење. А зошто беше, Билјана, битно да е на Балканот? Да објасниме какво поднебје ни е Балканот и зошто баш дојде таа информација до тебе дека треба всушност да се изработи тоа на Балканот? Така. Да го завршам ова, само сакав со еден моментум нели, на тоа приклучување, тоа ми беше поентата. Оти во вториот дел на денот се собравме во 2 сали, моравме да изнајмиме втора сала, не беше доволна нели, на високо едната, само на пирамидите. И луѓето исто се собра након цел ден, тоа е работа на отворено, многу интересни нешта. И сега ни се приклучуваат луѓе од цел свет. Во точно 5:55 минути отпочна едно исцелување глобално. Значи ни се придружија еве луѓе кои што овдека се познати, Славко Матановиќ со своја група на фантастични исцелители, они беа во Софија во моментот. Во Словенија, во Љубљана имавме
Dejan, gospodin koji što je kako medicinar, međutim isto tako su golemi grupi spiritualni raboti. Oni se priključija vo ista ta kombinacija, znači Balkan od jedna od druga strana. Luge ovdje koji što se trenirani za Reiki 888 od Makedonija, od Kazahstan, od Rusija, od Arkaimite, od Novi Zeland, od Kanada, od Čile, znači to je isto grupina Reiki 888 ili iscelitelji su koji što vaka se sretnavme. Vo Peru, Villavicencio Marica, ona je jedan perfektan šaman iscelitelj od Peru. Znači vaka se podesuva rabotite jedna su druga i najednaš imavme mreža od cel svet. Koga nekoj kaže što je to, a luge sednale, da je počustuvavte vi je ta energija. Znači, traješe 55 minuti globalno to isceluvanje. Počelo 5.55, se to je duhotna kod od 555, Magdalena kod od ko što je sega ili za nova ta civilizacija. Znači, luge to legnuvana zemlja, jer čustvuva energija, da si te vele, vakvo nešto ne sme doživjeli. Zašto? Zato što planetarna ta svest je sega promeneta, i zato što možni se takvi povezivanja koji što do sega ne beja možni. Planeta ta, shodno i čoveštvo to, shodno seko individua, beše isključena. Malku samo, ona, kako šteker koga nekoj izvadi, najednaš, nema priključak, nema tok na struje. Baš taka se povrza sega cela ta planeta, kosmički te radijaciji, vnatrešните kosmički, da rečam, kodovi, trendovi koji što doagajat od sršta. Nije ne sme izgradeni od nadvor, nije doagajam od vnatre prema nadvor. Znači, mnogo jaki interesni rabati. No, prašanje to beše za zašto baš Balkanot? Da. Zašto baš Balkanot? Kakva energija nosi Balkanot, ova podnebje ovde, za da baš тука се случуваат такви процеси, зашто навистина целиот овој простор има и јаки енергетски точки, па нели ние, ако се сеќаваш, не знам, прв пат кога снимавме ми се чини дека бевме на енергетската точка на Алшар бевме. На Алшар, точно. На Алшар бевме и таму по тоа темницата како се качувавме за срча снимателот. Тоа беше чудесија. И да не речам, значи тука енергетски точки, нели на Матка и на Матка исто снимавме, ако се сеќаваш. Во Охрид не знам на колку веќе. Зошто Балканот, тоа зборувам за Македонија, има многу повеќе енергетски точки кои што еве можеби во текот на разговорот и ти ќе ги кажеш, но зошто Балканот како Балкан, затоа што навистина е тоа една специфична зона. И тоа е сега навистина интересно и се поврзува со сите нешта кои во текот на оваа година и се случува. Значи, во март месец имавме група на луѓе од Балканот кои што дојдоа на Нови Зеланд на еден таков ретрит за кој што сите велиме ова еднаш во животот вакво нешто. Значи успеа да ги однесеш да ги викнеш во Нов Зеланд и на твоја доверба од тука да дојдат група луѓе во Нов Зеланд кај тебе. Да. Браво, Билјана. Колку луѓе беа, колкава група беше? 40 луѓе се пријавија, една жена не доби виза. Така. Она остана во Нови Сад, значи 39 така. Луѓе, значи крај на декември огласивме, во март дојдоа. Значи за 2 месеца тие луѓе скокнаа, значи влак. Браво. Јас сум толку благодарна на секој кој што го препозна нештото. Ки има извешта и од тоа, така малку беше подискретно оваа година, од тие продолжуваат тие емисии на многу јаки моменти. Значи, 3 недели работевме нон-стоп со балканци од цел Балкан. Така. И луѓето така ја почувствува енергијата. Нови Зеланд е многу спиритуална земја. Каде што одевме на ретритите, значи не препознаваа. И ке реча, ваква група не сме имале. Маорите, кога нели прифаќаат нова група, кога ќе дојде во својот марај, вели, толку сте слични на нас, со играта, со песната, со, вели, представете се, кога се представува некој, во таа маорска традиција е да каже не само името, туку од каде сум, значи која е твојата река, која е твојата планина. Сега групата се представува и спонтано оди од Вардара па до Триглава.
Да, браво. Himna ni stana, to apsolutno. Znači, takve interakcije među ľuѓето, takve isceluvanja, takvi moki. Не знам што да кажам. Ева една анекдота што си ја раскажувавме. Една од нашите драги Мира Совилј има мало внуче, 3-годишно. И пред да трга, вели баба му оди на Нови Зеланд и он разбрал, не разбрал, вели баба одиш во Нови Сад. А зошто одиш? Па шо бараш таму? Па не оди. И она му рекла, па, знаеш како, синко, ево и човештво, некој треба да му помогне. Ау, застанал он. Ај, оди. Оди, што на човештвото треба некој да му помогне. Има прилично да му се помогне. И така се засмеевме, нели? Али сакам да речам, од утро до мрак бевме на терен, на такви јаки спиритуални места, такви активации настана. Магдалена 555 кодовите. И то се поврзано со Балканот. Значи, не е случајно. Нови Зеланд е испостава на енергиите на Антарктика. Антарктика е сега за новото будење, оно што Хималаите беа, да речеме, за претходната цивилизација. И тоа малку ќе го објасним, али нема големи филозофии тука. Се е како една разводна командна табла. Да, но добро да не одиме до толку за да не ги збуниме гледачите. Знаеш, што се многу информации одеднаш сега, самите имења како ги спомнуваш, за гледачите малце ги збуниме. Но да кажеме сега тука да се сконцентрираме нова на Балканот. Еве, али зошто го поврзувам, бидејќи ово беше првата фаза. Пирамидите. Зошто беше првата фаза во Нови Зеланд. Заврши тоа, не остана 4-5 дена. Јас сум сега викната на следна мисија во Казахстан. Казахстан и Русија. Или Арка имат во Русија. Тука не знам ни од кај да почнам, со какви моментуми. Тоа е зоната што во некои спиритуални учења нарекуваат Тартарија. Значи, тоа е една огромна степа. Божествената интелигенција вели тоа е лицето на планетата на некој начин. Зошто? Сега паѓаат маските. Значи, човештвото живееше под една искривена маска, под една неавтентичност. Почнувајќи од особа, од мало дете, кога го учат не вака, не така, а он носи нешто во себе кој што не може да го пројави. Значи, сите работи на свеста која што била потисната, затомена и искривена, се враќа сега во Божја истина, во Божја вистина, чистина вистина. И вели, со маска не можеш да функционираш божествено. Значи, дојдоа такви едни интересни и јаки, моќни процеси на паѓање на маските. Човештвото да се врати во својата вистина. Јас сум божествено створен, живеам така и живеам во божествен поредок. Да не отвораме сега темата што има во тој Казахстан, кои енергетски точки посетивме, што видовме. Еден од аспектите е Астана. Астана е нарекуваат Сатана, нели? Значи, град направен во последниве 25 години. По сите можни геометриски знаења. Да, она света геометрија што велат. Да, али искривена. Значи, тие негативните сили во човештвото се обидуваа се она што е Божјо знаење да го извитопера. Да го извитопера, така. Значи, одевме на така, и Божјата интелигенција рече, ве праќам во осиње гнездо. Но, такви работи се завршија. Дури влеговме во пирамидата, каде што таму на врвот се состанува Светска здравствена организација, големите религиозни, нели, затворена мафија. Сите можни мафии. Сите можни мафии. Меѓутоа, затворена пирамидата. А ни рече, ке најдете место специфично, има таму една чаша. Треба активација, деактивација. Одиме таму затворено, може, не може. Туку не пуштија, не однесо со водич до горе, јас и Мира бевме две. Тоа се такви мисии, такви работи што не можам вака на кратко и во една емисија да ги објаснам, али само да ги спомнам. Значи, во тој момент, пак велам, тоа е Божја енергија што тоа го прави, не го правиме ние, но ние треба да бидеме на право место во право време во тој момент. Какви работи се отворија, затворија. Значи, Божја мајка. Сето она што негативната страна на човештвото успела да го извитопери, верувај ми, Јулија во еден момент она вака само го врати на свој. Секој аспект планетарен. Планетата беше извртена
dovoljno, ne premnogo, ali malku, onaka kako, na primjer, koga prakaš e-mail, znaš, ako ti napišeš site bukvija, jedna točkička fali, nema dodi e-mailot, neli tak. Така да беше човештвото исклучено, планетата исклучена, завртена за малку. И вратено е сега се на свое. Че тоа се такви енергии со кои што од сега навака треба човештвото одма да почне да работи. Затоа и беше ова се на Балканот. Али еве да го поврзам уште повеќе. На тој Аркаим во Русија, луѓе веројатно не знаат ни шо е Аркаим, од 2006 година беше виден од сателит, тоа е еден од старите аркаимски градови на таа, да кажеме, аријана цивилизација, зналци, она што го нарекуваме денес светлоработници. Тоа се чудесни градови, беше вортексен град. Ако кажам дека имаше мисија што требаше да се одржи во центарот тамо, а тоа е све заштитено, мора да се оди со водичи од локалниот музеј, од сето тоа. Значи, ако кажам дека водичката со која што бевме, целиот ранец кој што јас го носев со разни реликси, што требаше да се одработи тамо. Вака само ме погледна, го зеде ранецот, она го носеше по целиот пат, ме донесе до едно место во Аркаимот и ми рече, ова е центарот на Аркаимот. Ми го спушти ранецот, ме остави сама, другите од групата ги поведе на 1 километар, значи ме остави да ја обавам целата функција. До таа прецизност се тие мисии организирани. Се заврши тоа, значи кога почна една божествена милост. Проток на една божествена милост. Значи не можам јас тоа да го опишам со зборови. Јулија доаѓа за целото човештво. Што значи да се прими Божјата милост? Она што е наше вистинско нешто, што не храни, што не створило, што ни дава инструкции како што да се организира најпросто од еден живот до сите животи до целото човештво. Сега е тука, присутно на планетава. Значи, Мајка Божја е тука. Кога речем Мајка Божја, створителот на се, значи, пред да биде поделена на машко-женско, нели не е ни машко, ни женско, туку е се. Меѓутоа ги раѓа сите светови. Затоа викаме мајка на световите. Да. Значи, некои невозможни магични работи се случија. Сега да продолжам со Балканот. Малку се знаем, но таа зона, како што е Казахстан, па сега има уште еден тесен простор меѓу Касписко море, се наоѓа Туркменистан, уште една бивша република, каде што постои зона која се вика Балкан. Значи, тоа е вториот Балкан. Главниот град се вика Балканабад. Балкан, они тамо го објаснија, значи, два поинтера ми дадоа. Прво беа шаманите во Аркаим. Знаеме ние што е значењето на Балкан и зашто е толку битен за сегашните времења. Го носи белиот закон. Балкан значи бели кон, бел закон, Божји поредок. Значи, како планетата што си има насекаде функции, како човечко тело. Нели, имаме јетра, па мозок, па бубрези, па нели, сето тоа, све има некоја своја функција, али е целина. Исто така, целата наша планета е како целина едно живо битие, пулсирачко, со знање, со моќ, со аспекти, со програми кои што тие луѓе посебно што живеат на одредени зони си имаат нешто во себе кој ги поврзува со природата, со каменот зборува. Имаме вибрацијска информација во каменот, во стените, во водите, во луѓето тоа него ни забележува, постанува сега повторно присутно. Значи, целиот Балкан, споени двата Балкани, имаат значење за реактивација на Божиот закон, на белиот закон. Затоа е Балканот толку битен. Значи, сакаш да кажеш вака на луѓето малку някои символичка, дека за да се реактивира божествениот закон, да живееме по божествениот поредок, главните точки и тука Балканот е клучна точка. Значи, ние сме, како рече тоа, бел закон. Белиот закон. Значи, белиот закон, тоест божествениот закон ќе тргне од овдека од Балканот. Така? Да кажеме, на некој начин и така, меѓутоа затоа што е Божјата енергија повторно тука ги активира сите своји апарати. Балканот е еден таков апарат, кој што треба да ја пулсира вибрацијата на Божјиот закон. Значи, Балканот е еден од тие главни апарати фактички за таа
Jaz bi go narekla eden od aparatite od ogromno značenje, бидејќи секаде е важно, се има своја функција, цела планета има свое, меѓутоа ние сме со ова вибрација. Да, ние кои живееме на ова тло, значи имаме таа вибрација и затоа е за нас тоа толку битно. И за нас и да го шириме на секаде. Така. И да постане, нели, една глобална вибрација. Иначе не вреди ништо ако е локално, нели? Сето тоа е глобално. Како што мозокот служи на секоја келија во телото, нели? Еден мускул служи на се во телото. Исто така, тоа го има Балканот. Имаме уште 3 минутки. Да, времето ни лета, а јас знам дека имаш толку многу да кажеш, но замисли како одлета времето, уште 3 минути имаме. Јас морам да те прашам. Она што сакам да те прашам цело време, и нашите гледачи што го приметија, овдека на бирото ни стои ова шишенце. Што е ова шише? Што значи, што има тука внатре? И зошто е ова битно, зошто го донесе? Така. Значи, една минута од тие 3 да искористам само да го кажам уште името на Балкан од таму, нели, овој другиот Балкан сега кој што се поврзуваат, е Балаикан, што се преведува како местото кај што тече мед, а не Баликан како крви мед во поларизацијата. Балаикан. Значи, Балканот постанува кога целиот инструмент се созема, а сега веќе тоа се случи на ова големо исцелување што го имавме во високо, но ќе продолжи, а не само една минута. Процес. Значи да се соземе што е, кој е, како се спроведува бел закон и како постои понатаму. Ова е Магдалена код. Значи, откако Антарктика е активирана и сите знаат, се топи ледот, кај оди таа вода, се движи по некои необични нови мрежи, нова магнетна мрежа се воспостави за планетата, значи многу промени. Тоа знаење, тој код кој што беше заледен под ледот на Антарктика, тоа е се сладка вода. Значи не е тоа солена вода, не е морска вода. 70% од целокупната сладка вода на планетава која што циркулира беше заледена над Антарктика. Тоа не беше случајно. Она содржи код. Антарктика е поврзана со првата цивилизација. Кога човештвото било одвоено, било прво заедно со божественото и се одвоило. Значи Антарктика го држи кодот на одвојување, ама и кодот на заедништво. И затоа е толку интересна за сите трагачи со позитивни или негативни намери. Не е битно. Кодот Антарктика не го даде никогаш на никого, освен на светлоработниците со најчиста визија, мисија и срце. Тоа се овие кодови сега. Имаме 4 антарктички кристали кои што се појавија. Кодот 555 значи прв пат материја, значи од ништото кога настанува нештото. Овие кристали кои што сега веќе 3 години се во оптица и луѓето ги користат, не можам да ти кажам колку чуда се испослучија. И само ќе кажат луѓето, тоа е за поврзување со новите мрежи, враќање во Божи поредок. Најнаш телото. Вели, ми се излечи рамото, ми се излечи коленото, се излечи простатата што беше канцерозна, се излечи, не знам, видот, едно, друго, трето, едно по едно, како да стане апарат за исцелување. Зошто? Затоа што и телото го враќа во Божи поредок. Во Божи поредок се функционира како што треба. Значи, толку едноставни формули. Тоа делува нели директно и на свеста, и на зборот, и така натака. Меѓутоа, еве, тоа се тие кристали. Може да го повели. Тоа се тюнира на секоја особа, еве има нели во помала верзија вака. Аха. И во помала верзија, значи ова е да може секој ден да си го приушти, да си има. И едноставно се поврзува со таа енергија исцелителна. И е на новата мрежа. Као што ќе се уклучите во штекер или ќе се уклучите на интернет. Значи, толку се едноставни технологиите во денешно време. Меѓутоа, луѓето живеа во една токсична супа од свест, од збор, од звук, од дела. Една конгрегација на старото. Билјанче, драга, завршни зборови. Мора да завршиме. Јас се извинувам. Еве, пораката да ја слушнаме. Па јас би рекла вака нешто најкратко. Бидејќи се активира Балканот, би ги повикала сите кои што се во резонанца, чувствуваат, знаат или сакаат да знаат,
нека се поврзат преку Кван Балкан или нашата веб страница е Кван One, можеме и да ја објавиме. И можат да добиваат луѓето понатаму инструкции, знаења, нели, што постануваме од сега натака. Најпроста порака е, ги молам сите, да заборавиме што било, како било, зошто било, оти тоа нема никаква вредност во новата цивилизација. Едноставно треба да се затвори и да се отпушти. Тоа е технологија на свеста. Новото кое настапува, треба да го фатиме со две раце, со три раце, да го држиме, да го живееме, да го дишеме, да го шириме и нашата нова цивилизација се појавува пред нас. Тоа би била кратка порака. Ти благодарам од срце. И еве да се приклучиме сите на таа нова цивилизација или како го велат во духовниот свет исто златно доба, нели, кое што доаѓа така некако, нели, сака да се каже дека едно ново доба се отвара, една нова енергија, една сосема ново битисување на планетава, значи едноставно се дава како божествена милост. Многу убаво го кажа. Точно така, божествена милост. Оти луѓето малку залутаа во тоа, морам да работам на себе, морам да отпуштам ова едно друго. Во ред е тоа, али може се да се отпушти наеднаш, без толку фиксираност на тоа што било, како било, траума едно друго. Отпуштање. И наеднаш да се прими новото, автоматски се брише старото. Ево го, тука е. Го прогласуваме. Јас ти благодарам и благодарам на оваа божествена милост што навистина можевме вака да се видиме и да поразговараме за овие теми. Едноставно да нашеме луѓето да почнат да размислуваат. Јас знам дека има и многу луѓе кои што навистина се во тие процеси и на кои што ова име секојдневие не е така табу тема, но за оние кои што можеби прв пат се сретна, еве можност да се отворат и нека божествената милост биде постојано со нас. Ти посакавам убавини и ти благодарам уште еднаш за твоето присуство денеска. Фала многу, Јулија, за поканата. Поздрав до сите и еве, нека отпочне со јачина. Токму така. Најдраги мои, овдека ќе ја завршиме денешнава емисија и навистина ги исцрпивме темите. Јас мислам дека многу убаво со божествена милост заради тоа што едноставно тоа е вистината исконска и праисконска, изворот е со нас и до нас, само треба да поверуваме, да се отвориме, како што рече нашата драга Билјана. И секако се гледаме и во нашите репризни изданија. Останете во добро, во арно и со Божја милост. Будење со Јулија.